Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за условите кои влијаат врз брзината на хемиска реакција и само ќе ги наброиме и накратко ќе ги објасниме, а главно ќе се задржиме на првиот од условите кој е наједноставен и да започнеме. Значи првен само напоменам дека за хемиска реакција ќе сметаме дека имаме некое соединение X кое реагира на одреден начин, дали самото по себе или пак реагира со друго соединение Y. Значи тоа може соединението X само по себе да дисоцира на нешто или пак да реагира со некое друго соединение, така што ќе имаме некаква си хемиска реакција, дали од двете соединенија заедно или самото тоа ќе дисоцира, која ќе трае одредено време, така ќе трае одредено време, и ќе стигнеме до некое си збирно соединение Z или пак ова нели дисоцира некои си две соединенија или слично. Ќе бележиме нека биде W и нека биде A. Значи тоа со зелените стрелки служат се некои хемиски реакции кои се случуваат. Сега, најчесто ние кога ќе разгледуваме хемиски реакции, ќе ги разгледуваме кога реагира со некој си друго соединение, а не кога самото дисоцира некои си други попрости соединенија. Сега, врз брзината на оваа хемиска реакција влијаат голем број надворешни фактори или пак внатрешни од самата природа на хемиската супстанца и сега ќе ги наброиме. Значи ова, вие овде како ги напишав, се некои природно физичко-хемиски фактори кои учествуваат во брзината на хемиска реакција. Значи првиот за кој ќе збориме е природата на реактантите. Значи едноставно самите кои се хемиските соединенија кои учествуваат во реакцијата. Друго за што ќе збориме е концентрацијата на реактантите. Просто кажано едноставно, ако имаш поголем број атоми, така поголем број топчиња, ќе реагираат со поголем број топчиња, останува кој е поголема концентрацијата, и на некој начин побрзо ќе се случи хемиска реакција, така бидејќи поголеми се шансите дека ова ќе се сретне со ова, дека ова ќе се сретне со тоа и така натаму. Значи концентрацијата завзема голем удел, но тоа ќе збориме нормално на наредните видеа. Допирната површина можете да се мисли на следниот начин. Значи ако имаш едно парче кое е вакво и например во тој случај ако ова парче кое е некој си солид исполнето е целото со атоми, нормално, не се само ги бележам атомите кои се наоѓаат на површината, реагира со друго парче кое е солид, да ќе го направиме со коцка и нека има и оно тука има атоми. Ако допирната површина, супстанции реагираат со нивната допирна површина, така, значи ќе реагира оваа допирна површина со ова. Но ќе треба време додека реагираат тие кои се наоѓаат во центарот. Така што е поголема допирната површина, тоа побрзо и поефикасно ќе се случи хемиска реакција или воопшто ќе се случи. Значи, ако има мала допирна површина, може да и воопшто не се случи. И тоа ќе разгледаме понатаму на некој друго видео, ова беше само некој вид вовед. Температурата работи на сличен начин како и концентрацијата на реактантите, односно, например, ако имаш топчиња, вие топчиња замислете сега дека се атоми, и имаш двете супстанции, и ако е поголема температурата, тие повеќе ќе се движат, повеќе ќе вибрираат, бидејќи тие постојано вибрираат, дека постојано имаат некаква си позитивна температура, односно имаат позитивна вредност или келвинови степени, можат само позитивни да се. Значи тие постојано се движат, но што е поголема температурата, поголемо е движењето. Ако е поголемо движењето, поголеми се шансите дека овој атом ќе се удри со овој атом и ќе реагираат на некој си начин. Затоа температурата е важна, брзината на хемиска реакција. Друго што сум запишал, електромагнетно зрачење. Ова е важно на некој си начин за започнување на некои реакции, како активациона енергија. Ќе разгледаме подетално, но, например, памтите кој имавме ваков график, сега, например, имаш некоја супстанца која се наоѓа вдека и сака да стигне до некоја си тука фаза, така? И се одвива хемиска реакција, ама потребна е енергија на активација, која е ова овдека всушност, да се скокне првин брдото, да стигне до некаде и потоа тече надоле спонтано. Значи оваа енергија на активација е потребна и таа најчесто доаѓа од тоа електромагнетно зрачење како фотон, така кој има енергија H-ми. Енергијата на фотонот е H-ми. Затоа нормално, како што реков, ќе збориме понатаму некој друго видео, ова е само како вовед. Притисок работи на сличен начин како што работи температурата и како што работи концентрацијата. Односно, например, ако имаш една кутија, вака, каде што ги имаш одредените три вакви атоми, три вакви,
Што ја правиш помала кутијата, така да речеме дека овака има тука ѕидови, дека ова дека е како клип еден, кој можеш да го туркаш надоле. А што помала ја правиш кутијата, тоа се позбиени атомите внатре. И што се позбиени, се зголемува шансата дека ќе се судрат едни со други и дека ќе реагираат на некој си начин. И последното нешто, катализатори. Катализатори се супстанции, може да бидат цели протеински молекули, тоа се ензими, или пак хемиски катализатори, кои ја намалуваат активационата енергија. Тоа е накратко кажано, но ќе збориме многу повеќе, а особено во биохемија. Например, како што реков, имаш одредена активациона енергија која треба да се постигне и понатаму дали спонтана реакцијата и стига на некој си пониско ниво на гипсова енергија. Па катализаторите, например, ако ова беше со катализатор направено, би било, например, вака. Така што активационата енергија во овој случај, ова, активациона или енергија за активација, ЕА ќе обележиме, е помала него оваа активациона енергија. Така, значи, катализаторите намалуваат активационата енергија, така што побрзо ќе се случи хемиската реакција. Добро, тоа беше еден вид вовед за сите овие фактори кои ќе ги разгледуваме во наредните видеа, а сега само ќе спомнеме за природата на реактантите. Сега, частиците кои реагираат, да речеме века ќе бележа вака со топчиња, така, овие частици може да бидат одредени атоми, така, например, ова може да биде калиум, ова може да биде хлор, и ако би се спојили би направиле калиум хлорид. Или ова, например, да било натриум, така, ова да е натриум, ова да е хлор. Овие се одредени, овие се единични атоми, значи буквално еден хемиски елемент, или натриум или хлор, или пак може да бидат некои си хемиски субстанции, например, ова може да биде H2O, така, ова може да биде HCl. Или пак нека биде ова, например, HCl. Ова нека биде натриум хидроксид. Така, значи, може да бидат различни субстанции, може да бидат молекули или може да бидат единични атоми. Сега зависно од кои со кои се соединуваат, нормално дека или ќе добиеш хемиска реакција или нема да добиеш, и ќе зависи колку ќе биде бурна таа хемиска реакција. Односно на некој начин колку ќе биде брза таа хемиска реакција. Например, ти ако мешаш например хелиум, така хелиум со кое било друго стај го, нема ништо да се случи бидејќи хелиум е благороден гас и тој нема да реагира. Има одредени услови на во кои би можел да реагира, ама најчесто нема ништо да се случи. Затоа е важно кои супстанции се мешаат и од тоа зависи голем дел од брзината на хемиска реакција. Така, кој X со кој Y идат во контакт. Тоа главно доаѓа од, например, ако X колку слободни електрони има, така, ако има еден електронски пар и сака стигне октет, па овој, например, Y баш има така нека и 6 и баш убаво ќе реагираат и ќе образуваат некоја си ковалентна врска, двојна ковалентна или пак нешто така слично. Сега зависи како ги мешаш, зависи секој од овие супстанции X или Y, колку слободни електрони имаат, колку е тежок атомот, односно колку протони има, бидејќи не можеш ти, например, ние тешките елементи со се да ги врзуваш. Бидејќи нивните атоми се толку големи и толку имаат протони што стварно се тешки во споредба нели со полесните елементи. А кај соединенијата, например, зависи на колку на некој начин нестабилни се соединенијата и колку се стремат да идат кон постабилни соединенија. Така што ако се многу нестабилни, многу лесно ќе реагираат и многу бурно и многу брзо ќе се случи хемиска реакција. Односно, например, ако имаш некоја си молекула која, например тука, се наоѓа на некоја си одредено ниво овдека и таа треба да реагира со друга молекула која се наоѓа исто на некоја си ниво овдека, каде што соединението кои ќе се добијат од тие двете се наоѓа на некоја си точка тука, која има многу пониска гипсова енергија. Чим е пониска, тие ќе реагираат и тоа ќе ослободат многу енергија. Иначе кога ослободуваат многу енергија, обично е побрза хемиска реакција кога е екзотермна, бидејќи со самото ослободување на енергија се зголемува температурата и како што се зголемува температурата, уште побрзо иде хемиската реакција, така што има еден каскаден процес. Сега само ќе спомнам некои примери, например за една спора хемиска реакција и за една брза хемиска реакција. Например, ако земеш парче железо, така земеш едно парче железо и го ставиш во сад со вода, така во сад со вода. Знаеш дека кој има вода и кој има кислород,
ќе почне да региосува, така ќе почне да региосува, но тоа нема да биде толку брзо, значи ти кога ќе оставиш оно не региосува одма, нели треба доста време да помине. Мислам тоа процесот започнува, може да се приметат некои разлики после 5 до 10 часа, но релативно таа хемиска реакција ќе биде спора. Додека например ако земеш исто еден сат со вода, така ако земеш еден сат со вода и ставиш например внатре некој алкален елемент од алкалните метали, дали тоа е натриум или пак цезиум, калиум или некој друг, тие ќе реагираат многу бурно. Значи тоа одма кога ќе падне во вода парчето, одма прави како буф, ќе направи кога ќе расфрла водата, кога ќе експлодира на некој начин, ќе ослободи многу енергија многу брзо. Дури може да го скрши овој садок кај што стои водата. Добро зависи од кој материјал, нормално. Ако е стакло, ќе го скрши, ако е нешто од железо, нема да го скрши. Има видеа од тоа на интернет. И Mythbusters прави еднашка видеа, запамтам, беше некој си дали може таолетна шолја да скршат, едно фрлаат цезиум во водата или нешто слично. Но добро. Тоа беше главно се за ова видео. Значи, поминавме воведот за условите кои влијаат во брзината хемиска реакција. Ги разгледавме така општо како би влијаеле врз брзината хемиска реакција и малце подетално разгледавме за природата на реактантите. Односно, само спомнавме дека многу е важно што со што реагира, бидејќи не се со се реагира, а нешто со нешто реагира побрзо од нешто со нешто друго. Сега теориски да се одреди дали X кога ќе реагира со Y ќе биде брзо или споро, многу е тешко да се одреди теориски. Затоа можеби ќе пак останете после моја нејасно, ќе ви биде добро како да знам дали X или Y ќе реагираат брзо. Прилично е тешко да се одреди теориски, затоа најчесто се прават експериментот, ќе го направиш и ќе видиш како е и после се запишува тоа и се знае. За некои попрости работи може да се одреди теориски, но сепак најчесто во хемијата се прават експерименти. Бидејќи може да има некоја работа која не си ја земел предвид и не знаеш, и таа мала работа може да има сосема различен исход. Или поради таа мала работа. Така што најчесто важно е кои се реактантите, но како ќе биде исходот се одредува практично, а многу е тешко да се одреди теориски дали ќе биде брзо или споро. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. И ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме како концентрацијата на реактантите како од концентрацијата на реактантите зависи брзината на хемиската реакција. Довидување.